Почитувани, за жал кога се емитуваше ова радиопрограма, која, како и секоја друга, ја емитуваме директно преку етерот, со аудиото имавме технички проблем кога се водеше во живо, иако техничарот се трудеше да го поправи сето тоа, но не успеа. Но би ве замолила да ја слушате емисијата до крај, зашто навистина има интересни работи, а со тоа се надевам дека ќе се разонодите со ова програма за кој претходно ви се извинувам. Enjoy the show. Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници широм светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Вранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ве пренесе со мислите во вашата првата столина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Јавувајќи се директно во етерот, почитувани слушатели, во вечерашнава наша емисија ќе се представиме со прилог и коментар од поделбата на Македонија во 1913 година. Потоа ќе имаме разговор со поетесата, просветниот работник Каролина Ристевска по повод новоиздадената нејзина збирка на песни, како и блиц вести, а сето тоа ќе биде проткајно со македонска песна. Но на самиот почеток еве и една жална вест. 5 тешки и тажни години поминаа откако без да сакаш не остави мила наша мајко и ќерко Лиля. 5 црни години поминати во тага и солзи кои не престануваат да капат. Годините ни дојдоа да и ние твоите ќерки се создадеме свој живот, а за жал тебе мајко те нема. Сепак почивај во мир, а ние твоите ќерки Лора и Даниела, заедно со дедото и бабата твои татко и мајка Миле и Цвета Бошковски од село Грешница, како и твојата сестра Мирјана и зетот Дени Балкос со фамилијата, ќе те носиме вечно во нашите срца. Нека ти е лесна земјата, мила наша Лиля. Истото јас би рекла, почивај во мир, Лиля, а радости се разбира за твоите ќерки и ова да се стави крај на лошото. Инаку да спомнам дека управата на црковната општина Свети Климен Похристи со председателот Владе Димитриевски ве поканува на неделните и празничните богослужби од 10 часот утрото, но и за ваши семејни радости на располагање ви стојат трите реномирани сали. Телефонот е 416 421 7451. Инаку од сега следниот четврток, 18 август, повторно ве повикува пензионерското друштво Гоце Делчев на заедничкиот ручек од 12 часот натаму. Да го повторам телефонот од црквата 416 421 7451. За оние кои веќе се ваши најблиски во Македонија или во друг крај на светот, се уште важи за вашите блиски кои треба да се враќаат назад во Канада. 24 часа пред поаѓањето од таму мора да пополнат форма. Тоа е од гавраментот на Канада. Во спротивно нема да бидат примени во авионот. Емисијата на Глас од Македонија можете да ја слушате и на YouTube, ако отворите на The Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe
со тоа всушност ќе ја поддржите и нашата програма. Помогнете затоа пак радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму овој радио час. Телефонот е 647 780 6549. А сега, бидејќи 109 години се навршуваат од поделбата на Македонија во Букурешт, вечерва одлучивме да дадеме прилог со коментар токму за тој кобен ден. Па да чуеме. Додека од територијата на Македонија во Отоманската империја наречена турско робство, големите сили Англија, Франција, Германија па и Русија, кои тогаш имаат царско германско потекло, во 19 век формира многу нови држави, како Романија, која Западот ја креира во 1859, а официјално 1866 година, но пред тоа Србија со Белградскиот пашалук 1815 година, Грција 1830 година, Бугарија 1878 година, а во 1912, односно 13, а официјално 1920 година ја креира Албанија. За жал со таа етничка Македонија продолжи Западот да се и понатаму да си игра мајтап, би рекла. Да крои нови граници. Таа Македонија секој еден ја посекуваше. Ја делеа, ја прераспределува, зашто секој сакаше да грабне што повеќе од тоа парче на Македонија како стратешко место со сите природни убавини, со руда и минерали. Не случајно најголемите светски битки се водели токму во таа Македонија, каде беа и најголемите мати и страдања. Како што спомнав предходно, новосоздадените соседни држави на Македонија со помош на западните држави, а нивни сојузници, во борбата против Отоманската империја си добија слобода, а Македонија остана и понатаму под робство. Ненаситени новите држави Србија, Бугарија и Грција и понатаму работеа да грабат од Македонија. Вршеа разни пропаганди против македонството преку црквите и училиштата со цел да го попречат развојот на македонската идеја, на македонската мисла и македонското национално движење за денационализација на македонскиот народ. Македонските дејци како Димитрije Чуповски, Наце Димов, Гаврил Константинович и Александар Везенков од Петроград, согледувајќи ја идејата на западните сили кои успеа во првата и втората Балканска војна да ги победат османлиите, за да во 1913 година ја поделат и преостанатата територија на Македонија, а пред тоа да формираат и нова држава во 1912 година наречена Албанија. Овие македонски дејци со карта изработена со помош на Димитрije Чуповски на Македонија во боја, со сите специфичности како аргумент за доказ на посебности причини за самостојност на Македонија, подпишале меморандум за независност на Македонија и му го предале на тогашниот министер за надворешни работи на Велика Британија Едвард Греј, некаде во март 1913 година, но пред да продолжам со 1913 година поделбата во Букурешт, да спомнам и следното. Ќе се задржам пред поделбата на Македонија во август 1913 година за познатиот физичар, научник и пронаоѓач која откри секундарната рентгенска радијација и го разви брзото рентгенско снимање што и денес се употребува. Тој е Михајло Пупин. Пупиновата теорија е нов изум на Михајло Пупин. 4 негови патенти што ги објави како техниката за електричната енергија со помош на изменичната струја, потоа електричниот пренос на резонантната струја, на резонантните струјни кола, техниката за снимање на електричните таласи како и апарат за тоа и исто така методот за снимање на тие електрични таласи и апарати, за да потоа Бел, Сименс и некои други телефонски компании добија право од Путин да го користат тој Пупин викам, а тоа е Пупинов метод. Исто така интересно е што Михајло Пупин патентира машина за намотување
повеќе струка телеграфија и произведување на асиметрична струја со помош на симетричен електромоторен процес. Потоа патентира безжично преносување на електричниот сигнал и апарат за смалување на електричните таласи. Инаку дедото по татко на Михајло Пупин се викаше Арсение, татко му Константин, а мајка му Олимпијада и беа некаде 7 деца, 4 браќа и 3 сестри. Неговиот татко потекнува од струшкото село Вевцани, како и дедото се разбира, а мајка му од египскиот дел на Македонија. Додека пак Михајло Пупин е роден во близина на Панчево во Банат, денешна Србија, во 1854 година, кога неговиот дедо и татко пак заминале токму таму да живеат. Пупин во Америка, бидејќи таму заминал по смртта на родителите и во Њујорк живееше со сопругата Сара од американско потекло, со која има ќерка Барбара, односно Варвара Иванка Пупин. Жената му пак Сара многу млада умира. Зошто се тоа го спомнувам? Барбара или Варвара Пупин, која умира 1962 година, самата кажува дека татко и бил од македонско потекло, но роден во Банат. А дека е тоа така, имаме и ден денес фамилии Пупиновски во Вестрани, во Охрид, како што е пејачот Есто Пупиновски, кој токму е од Вестрани, а и ден денес постои куќата на дедото и таткото на Михајло Пупин во Вестрани. Но јас би додала и друго. Во времето после Првата светска војна, Михајло Пупин испраќа помош во Србија и Македонија. Прашањето е, ако не беше од Македонија, неговото македонско потекло, зошто да праќа помош во Македонија, зошто не испраќа во Хрватска, не испрати или Црнагора или Словенија? Но, како кулминација на сето ова да кажам, Михајло Пупин, бидејќи имаше добивано и многу државни признања од Америка и беше близок со тогашниот преседател на Америка Вилсон, го замоли како да и се помогне на Македонија за да не биде поделена. Тогаш Вилсон го праќа во Велика Британија да разговара со тамошната власт. Но како и со меморандумот Чуповски и групата од Петроград, така и молбата на Михајло Пупин не помогна. Најпрво во Лондон, а потоа во Букурешт, без присуство на македонци, романските српските представници, меѓу кои Никола Пашич, кој по мајки и татко беа од Македонија, исто така бугарски, грчки, црногорски представници, заедно со англиски, француски, германски и руски представници. На 10. август 1913 година ја поделија Македонија, 51% егејскиот дел на Македонија го дадоа на Грција, 38% на Србија, 10% на Бугарија и малку подоцна 1% на Албанија, одредувајќи ги према географската положба на Македонија и нарекувајќи ги Егејско, Вардарско, Пиринско и Мала Преспа.
но многу повеќе катастрофално и трагично е што Велика Британија со договорот од 99 години ја држеше Индија како колонија, исто така и Хонг-Конг го држеше за 99 години. За жал за Македонија немаше никаков договор. Го оставија прашањето отворено за да најпрво тајно работеа, не мируваа западните сили, а денес веќе е очигледно дека сакаат се што е македонско да го уништат. Пред да завршам со овој мој прилог и коментар, ќе употребам мисли и зборови кои народот, па и ден денес ги употребуваме ние, но и дел од нив мои, ваши мисли и чувства на честниот македонски народ, но и стихови од покојниот Бошко Смајќовски. Меѓу другото се вели, ако на минатото не му обезбедиме иднина, ако на иднината не ја обезбедиме минато, и ако се откажеме од борбата за човекови права и слободи во обесправените и поробени делови на Македонија, ќе значи дека напразно сме живееле, дека сме поминувале низ животот како стадо овци, како трговци, како џамбази само за својот личен интерес. Дека сме гледале како да го наполниме нашиот стомак, а нашите брајки и сестри сме ги оставиле на милост и немилост, како што и сега, да го гризат, да ги глодаат, да ги уништат, да ги ништат алчните балкански асимилатори. Тие алчни балкански асимилатори си го загубија образот. Тие го погазија дури светот и Светото писмо во кое јасно е речено: туѓото е туѓо и треба да се врати назад. Речено е во Библијата, запишано е: ако те чеша раката, полакомено по туѓо пресечија и фрлија. Речено е: подобро оди сакат отколку со извалкан образ. Речено е во Библијата, запишано е. Затоа, мој македонски народе, 1913 година не можеме да го славиме тој кобен 10. август Букурештиот договор, зашто тоа не беше триумф за македонците. Во тие претходни околу 40 години пред 1913 година, толку многу владетели поминале во таа наша Македонија, што нити една земја во светот нема. Исто како што и сега во овој 21 век нема нити една земја во светот што и нанесува зло, големи катастрофи, асимилација освен на Македонија и македонскиот народ. Така да 10. август 1913 година Букурештиот договор е само една голема трагедија врз Македонија и македонскиот народ. И ова година, кога и се навршуват 109 години од нејзината поделба, ние македонците не можеме да го наречеме јубилеен празник, исто како и за рамковниот договор, Преспанскиот договор, Бугарскиот, Тиранската платформа, па дури и за членувањето во НАТО и брзањето за да бидеме членка во лудничавата Европа или Европска Унија. Тоа е само нова катастрофа и трагедија врз македонството, односно незаборав. Но како што спомнав во една од моите претходни емисии, ова што сега ни го прави Западот е последниот неуспешен експеримент од Германија, Англија, Франција и Америка врз македонството, зашто веќе сакале или не, тие диви така наречени дами држави, ним им се назира пропаста ѓаволска, зашто доаѓа денот кога повторно по улиците и во нашите домови Бог ќе биде заедно со нас, а не како досега ѓаволот. По балканска война, со големи лаги,
исполнува закон што Европа бара. Primaš, o Evropo mudra, pravilno ti ceni, ne dozvoli nikoj i nezamisleni. Trčite se trči, si sve drugo pleme, a što vara kod nas, čavo dragi žene. Sve ko što veli, Makedonski nema, takvo nešto isto i na njih mu se sprema. Sve ko što veli, Makedonski nema, takvo nešto isto i na njih mu se sprema. Ne biva što takvi lađi, nisu pak počila, Makedonija će bile do taj što si bila. Makedonsko ime večno će se slavi, da znajete bile prežešteni glavi. O Evropo mudra i otvori vrati, mi su vrati smisli koji pada do pani. Makedonsko zname večno će se ver, Makedonska himna gospodom će se per. Makedonsko zname večno će se ver, Makedonska himna gospodom će se per. А сега во продолжение во разговор ќе сме со Каролина Ристевска, една од македонските поетеси која живее на оваа поднебје во Канада. И на минатата година од печат нејзе излезе незината прва збирка на песни Љубовечна. Токму затоа и одлучивме вечерва да разговараме со ова наша значајна поетеса. Каролина, добро вечер. Добро вечер и на вас. И на ние што сме вашата емисија ден. Благодарам. Од твојата биографија дознавме дека иако не сакаш неправди, значи против неправдите си, па може би затоа и како што прочитав ти отиде да студираш право. Но што се случува? Очигледно дека повеќе те привлекува просветата, па се одреди да дипломираш како професор по одделенска настава. Кажи, кој е твојот коментар, повели? Па, точно е дека сум праведна личност и тоа беше моето големо, така да кажам, насочување до животот, но се разочарав кога ја завршив книгата по кривично право и прочитав од професорот напишано каде има сила нема правда, па си реков нема да можам јас вака да терам правдата и си отидов онаму каде што ме влечеше срцето и душата, или целиот мој живот си го посветив јас на школото, на учењето и успешно си го завршив педагошкиот факултет, потоа работев како наставник, мојот животот ме однесе да заминам во Саудитска Арабија, па таму да живееме 10 на години и сега да дојдеме во последните 6 години во Канада. За цитирање ме подсети како со слугата Јерне и неговото право отиде во Виена, па не го најде правото, така и кај тебе. Да. Меѓутоа да одиме со тебе весам со следното прашање. Пишаниот збор за тебе е од голема важност. Кога се вроди во тебе таа идеја за да пишуваш поезија и што беше поводот, ако смееме да знаеме? Љубовта кон пишаниот збор всушност е и самиот повод кон пишувањето. Мојата мајка пишуваше и од неја, гледајќи ја, питајќи ги песните, едноставно, како да кажам, прочитањето на книгите во школо, потоа мојата наставничка по македонски јазик исто така многу ми допринесе
во тоа реализирање на мојата желба за пиштување и моето учество на многу надпревари, литературни читања, приредби, драмски секции. Потоа го уредував бригадирскиот ветник, кога одеа бригадири, ако се сеќавате, во времето на Југославија. Да. Там уредував ветник, пишував во Словенија, тоа беше Луженберг, па потоа учествував и во една радио македонска телевизија на првата програма, исто со литературно читање, дека добив награда за песната Прости. И понатаму, како да кажам, се послама изборство го собирав, го носев себе каде по светот со мене. И кога дојдовме овде во Канада, едноставно на блик на иницијативисти на писателот Александар Донски, многу сум му благодарна. Ги собравме песните, сите други станати се кајле да има уште за издавање. Со Господ напред здравие. Да. Издаваме уште книги. И тука исто така почнем да соработувам со писателите од Друштвото Браќа Миладиновски. Сега скоро учествував на пикникот или ден, читав мојата книга, тоа беше еден вид моја промоција јавно на книгата, бидејќи нели со пандемијата малку тука се судривме, но никој не ме спречи, бидејќи сум активна на интернет, имам Facebook профил и цело тоа така оди некако гладко, да се објавува, читаме, пишуваме, анализираме. А во Македонија најмногу ми значеше исто кога почнавме да го славиме роденденот на Александар Македонски и тука се собравме прво четворица, потоа повеќенина и сега Тодор Петров го презема тоа како славење да се обележува на площад на Македонија за нашиот стар неговиот роденден. И така, тоа е накратко. Па Бога ми, ти веќе моето следно прашање беше каде се си настапила, и ти веќе ми го даде и одговорот. А овде, значи, исто имаш настапувано, како што спомна. На сега на Илинденски Да. настапив, а исто така и на другото радио што го се објавува кај вашата колешка, како да кажам. Да. И таму имам со Ципано, објавуваат песните. И тоа е, како да кажам, кога има потреба, ако се појави во иднина, може да бидам наставник, учителка во некоја од црквите, најверојатно од Канадова, па тука исто така пак ќе бидат реализирани моите дела, ќе пишуваме со децата песни, така да се надевам дека ќе има плодна соработка. Али ти веќе го имаш искуството и мислам и таму си работила како учителка или наставничка или професорка, мислам таму ти како што спомна, така да верувам дека нема зашто да не одлучат доколку значи се отвори и школа во Света недела. Неделно училиште зборувам. Сигурно во твојата збирка имаш и некои фаворити од песните. Дали би сакала со една од нив да ни се представиш, а и на самиот крај уште една ќе побараме? Книгата Вечна љубов може да ја купат во Македонија во Викели, книжарницата во Прилеп. Да. Книгата е поделена во два дела. Првите се со љубовна тематика, љубовни песни, а вториот дел се со патриотска содржина за Македонија. Па јас ќе прочитам една патриотска песна како за почеток. Името е нашата татковина. Та борба се води со душмани клети, клет да би останал предавникот од утре. Вчера нош мизари, грб со мисла отров, а јас молчам проклета, зошто молчам и лелекам. Тебе за си мислам, дал сум жива, дал сум храбра, име дал ќе остане за векот. Името ми е Македонија. Запишете сега оти очи помнат, сонце златно со 16 красти. Дете русоко со кадраво и храбро, Бухелфалд јаваше до Индија. Хлеб да е душман од утре, со таа храброст ја избриша. Македонец беше, а не грд. Запишете сега да остане тука. Името го носеше награди, со крст и цела запишено.
клетва е душманот утре, подбрише и руши, клетва е. Името ми е се што ми остана, името ми е татковината, името ми е мајковината, името ми е Александар, Александар од Македонија. Храбро со знам и пишувам. Клетва е душманот утре, ако чепне во срцето и ме убие. Осветете ме за борбата и не жалете ме. Оти едно е името Македонија. И за него вчера гинеа, ги бесија и убиваа. За името Македонија вчера костите ми ги гореа. Клетва е утре душманот, оти денес молчи ме за вчера. Оти заборавија на тие деца и юнакот, заборавија на хероите и мајчините солзи, името е нашата татковина. Слава на Бога во височините. Молете го Свевишниот да ни прости за клетвите, оти сила немаме. Силата е тој. Тој нека застане пред душманот, оти речено е Матеј 7:11. Молете и ќе ви се даде, барајте и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори, зашто секој кој моли добива, кој бара наоѓа, и на оној кој чука ќе му се отвори. Господ нека ја благослови земјата, земјата Македонија, Македонија е нашата татковина. Амин. Морам да признам многу длабоки мисли, многу, значи одлична песна, патриотска се гледа, а тоа веќе и твоето патриотско чувство е веќе пренесено во тој пишан збор. Јас тоа сакав исто пак да кажам да ми биде и следното прашање, али ти исто и ми одговори предходно што е всушност во песните е застапено во самите песни и мотивот, али веќе јасен е мотивот. Ако имаш уште нешто можеш да додадеш. Мотивот е љубовта, но како зреам, како нели минуваат годините, вечната љубов ја наоѓам во нашиот Господ Исус Христос и него го повикувам како Всевишен наш цар на царевите, тој да ја чува Македонија. Значи сите споминале и цар Самуил, и Александар, и татко му Филип, и Гоце Белцев и нашите војводи, но сега повикот е кон него. Значи генерално како еден устав нашата Библија да ја земеме во раце и со молитва кон Господ да се чуваме Македонија. Јас би додала, ако смеам, меѓута и да ги вразум и оние нерани мајковски што моментално ја водат нашата држава, би рекла. Па да се најде вистински човек, не само за тој дел на Македонија. Време е веќе и ние да си го бараме обединувањето на Македонија. Но да одиме повторно на следното прашање. Се надевам дека љубителите на поезијата можат да ја збогатат нивната библиотека и со твоја книга. Доколку се заинтересирани, како може да го реализират тоа? Неколку книги се во библиотеката во црквата Света Недела во Ејџек. Да. Значи таму има неколку примероци и од таа библиотека можат да поземат книга и да ги читаат песните. Јас на многумина и полковник книга од моја прва збирка, така да имаат неколкумина луѓе во Канада, па и дури во Америка, значи на секаде, каде што можев и во Австралија испратив. Тоа би било за првата збирка, па сега за понатаму со Господ здравје. Јас би ти препорачала да дадеш и во градската библиотека, да однесеш книжара. Да, во градската библиотека. Да. Па, пред самиот крај, како поздрав и порака до македонскиот народ, би те замолила со уште една песна. И ако имаш да кажеш како поздравен збор до нашите слушатели. Песната се вика Венјам за Македонија. Да. Венјам и се слушам како треке во пустина, без воздух и без вода, без стенка и ладовина. Венјам и смрзнувам како крста што заледува, без топлина и без храна, без љубов и сончева светлина. Венјам и чезнеам вчера, денес и утре. Венјам и купнеам секој нов ден за мојата Македонија. Мојата порака ќе биде до сите македонци во целиот свет да запомнат. Вистинскиот македонец, кога е Македонија во прашање, нема его,
ако има трпе, олности. Да. Каролина, навистина многу ти благодарам и ти посакувам со нови твои изданија повторно да се чуеме преку етерот на радио програмата Глас од Македонија. Биди поздравена и се разбира да се слушаме за добро, али најубаво да се слушаме во најбрзо време со сите убавини за Македонија. Сето она што е зло да пропадне, би рекла јас. Нека слушаме Господ, во Божиноти. Да. Благодарам. Ти благодарам и тебе и има и пријатна вечер. Благодарам. Почитувани слушатели, да одиме и со рекламниот материјал. Фирмата Недан Тим Рил Естет, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа побарајте го нашиот сонародник Васко Недановски на телефон 647 333 9628 или 905 877 8262. Значи за реновирање, листинг, продавање или купување на вашиот неподвижен имот, препуштете го на фирмата Недан Тим, а телефонот е 647 333 9628 или 905 877 8262. Дали сакате да купите ауто, да листате од марката Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за половна цена сервис. Доволно е да го завртите телефонот на 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски. А сега додиме и со музичкиот дел, тоа е и поздравна честитка од самата Каролина. Да ги проследиме и блиц вестите од Македонија. Охридското здружение за афирмација на културните вредности на македонските бугари, кое го носи името на цар Борис III, негативна историска личност од времето на фашизмот, нема добиено согласност од Министерството за правда за да биде регистрирано со вакво име. До Министерството за правда не е доставено барање за добивање позитивно мислење во постапката за регистрација на здружението цар Борис III, потврдуваат од правда. Според официјалните информации од Централниот регистар, здружението е формирано во ноември 2021 година и е активно, односно има легален статус. Оттаму велат дека запазени биле сите законски услови за регистрација на цар Борис III иако се работи за спорно име. Согласност од Министерството за правда не е доставена како прилог кон пријавата за упис, од причина што поднесителот на истата доставил прилог доказ согласно член 49 став 2 од Законот за трговски друштва, а во врска со член 8 од Законот за здруженија и фондации. Имено доставил согласност од сродник за внесување на името цар Борис III во името на здружението. Појаснуваат од Централен, но без информација кој роднина на цар Борис им дал изјава на основачите на Охридското здружение. Дали ова значи дека државата нема правна можност да не регистрира или пак да укине здружение,
кое носи име на личност за која историската наука нема дилема дека била дел од фашистичкото минато на Бугарија и која е одговорна за депортацијата на македонските евреи во Требринка. Правниците велат, иако во македонските закони изречно нема забрани за која било историска личност, сепак државата не смее да регистрира здружение со вакво име. Имено антифашистичката определба на Македонија е дел од уставот, а таа мора да ги почитува и пресудите на Судот за човекови права, каде постои забрана за користење на овие имиња. Цар Борис не опита се лица, кои го се олицетворени на фашизмот. Практиката на Европскиот суд за човекови права покажала дека со многобројни случаи негирањето на фашизмот и Холокаустот потикнува омраза и нетолеранција. Значи, тоа е една од само пресудите кои се донесени во Европскиот суд за човекови права и вакво за регистрирање на вакви здруженија самото последе значи негирање на фашизмот и Холокаустот. Чудно е како Министерството за правда се повикува само во делот каде што се негира, значи каде што се забранува употребата на Македонија, македонци и така натака. Чудно е зашто асимилира од одговорност во делот кога се регистрираат здруженија со фашистички презнак. Здруженијето Цар Борис III вчера беше причина за остра реакција од еврејската заедница и фондот на Холокаустот на евреите од Македонија. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Провокација со задни намери. Македонците од Бугарија не се рамнодушни кога е во прашање напливот на бугарски здруженија со контроверзни имиња во земјава. Велат дека станува збор за добро смислена тактика, позади која неофицијално стои бугарската држава, со цел легитимирање на спорните историски личности поврзани со фашистичката идеологија. И додека Бугарија прави се за нивните граѓани, ние сме оставени сами на себе, огорчени се од Омо Илинден Пирин. Ние исто мислимо че е провокативно се тоа што се прави во Македонија. Мислам, вчера четах некаде сега у Богданци се гласи Цар Фердинанд. Трето дружество, Цар Фердинанд. И за нас ова е началото. Бугарија ќе да прави се да поплави цела Македонија со такви клубове, може поединци. Штип мислам нема да е по-назад, Велес, само мислам нема по-западна Македонија да прават. И се е намерно. След като сака да има клубове, сега колко са могат да са поединци, не знам нас колко са у Богданци, колко бугари може да има, не знам. Може да е един, со пари, ке му турат там Цар Фердинанд и ке го има. Македонија прави се за да загуби она што го има, односно ништо за заштита и поддршка на македонското малцинство во Бугарија, Дециден Епезев. Македонија направи се да загуби и тоа што го имаше првите години. Ние реално Пиринска Македонија нема поддршка од никаде. Само на европските институции бараме, но Бугарија не зачита и присъдите на Страсбург. Стана членка на Европската унија, не ги зачита присъдите. Ние славиме годишни на Јане Сандански, на Гоце Делчев, никој од македонската амбасада даже не идва на гроба на Јане Сандански. За тоа време, велат од Омо Илинден Пирин, со отворањето на бугарските здруженија во Македонија се реализира уште една замисла на властите во Софија. Да кажи, тоти народот во Македонија го е сакал режимот којто ви од 41 до 44. Така ги го вржат. Самиот народ го е сакал режимот. Имињата дадени на здруженијата на бугарите во Македонија предизвикаа сериозни реакции кај македонците, но и кај еврејската заедница во земјава. Цар Борис III, кој според голем дел историчари е одговорен за прогонот на евреите од Македонија, и цар Фердинанд, која застапувал идејата за Сан Стефанска Бугарија, се имињата кои треба да осамнат на новите клубови во Охрид и во Богданци. Како и во случајот со здруженијето Ванчо Михајлов во Битола, македонските институции немаат механизам за регистрирање на здруженија со спорни историски имиња, а Министерството за правда најави носење на закон со кој ќе се регулира оваа материја. Горан Симоновски, Сител телевизија. ВМРО ДПМН ги продолжува консултациите за референдумот. Партискиот лидер Христијан Мицкоски утре ќе се состане со коалиционите партнери и најави дека со конкретна позиција ќе излезат за многу брзо. Во игра, како што кажа, се две опции.
или ќе се собираат 150.000 потписи од граѓани, или иницијативата ќе се поднесува преку пратеничката група. Според него непроменливоста на уставот е првиот браник на како што потенцира нечестните намери на владата да се асимилира македонскиот народ на патот кон полноправно членство во Унијата. Мицкоски е дециден, ако некој од партијата гласа за вметнувањето на бугарите во уставот, ќе се повлече од политиката. Единствената цел е асимилација на македонскиот народ, односно бугаризација, не е то европеизација. И затоа сега е првиот браник, а тоа е непроменливоста на уставот. Иако од власта ќе продолжат со притисоците и со изјавите, имало пратеници од раководството и така натаму и така натаму. Нема така. Ево, јас тука сакам да затворам таа тема по цена на мојата професионална и политичка кариера, такви луѓе нема. Јас гарантирам. Така што... Сака да кажете, ако гласа некој ќе се замине? Да, ќе се замина. Да, ќе се замина. Ќе ја напуштам политиката и никогаш повеќе нема да се занимавам со политиката, ако јас додека сум председател, под овие услови би да променим уставот. Во однос на регистрацијата на новото бугарско здружение Цар Борис III, кој најде на бурни реакции во јавноста, Мицкоски рече дека се работи за нови провокации кои ќе продолжат, бидејќи според него актуелната власт нема намера да ги спречи. Немојте да очекувате дека ќе престанат провокациите, ќе ги имате. Може утре ќе имате здружение кој што ќе го носи името на екзархот Јосиф, кој што имал за цел да го асимилира комплетно македонскиот народ и го троша буџетот на Матембри. Сега ќе работи. Ако мислите дека ќе престана, нема. Може да престана само кога некој ќе застане на пат. Ова влада тоа нема да направи. Од кабинетот на председателот Пендаровски заканал предвела дека ново регистрираниот бугарски клуб во Охрид покажал дека не сме извлекле полука од клубот Ванчо Михајлов и поради тоа се потребни итни измени на законот на здруженија и фондации со кои ќе се уреди постапката на регистрација на називи што вклучуваат историски настани и личности. Оттаму додаваа дека е нужна изработката и на регистар на историски личности, од кој ќе зависи регистрацијата на здружение, а не како досега преку согласност на роднина или наследник.
самиот крај да спомнам дека в петок е Свети Преображдение, нека е напомош и повелете во сите македонски православни цркви од 10 часот утрото на заедничка богослужба. И како што гледаме, остануваат уште некаде околу 7 минути до крајот на нашата вечерашна емисија, а тоа беше се што ви приредивме во нашава вечерашна емисија. Благодарност за вашето ценето внимание, а ние од студиото ви посакуваме пријатна седмица со добра мисла и со желба да не слушате идната недела на истава Бранова должина 101.3 FM од 6 часот навечер, кој ќе го дадеме профилот на Силвија Николовска, ќерка на Крис и Јагода Николовски од село Подмочани. На тој ден кога е и Свети Преображдение, пак сите вие кои имате пристап на YouTube, слушајте не со уште една емисија на Глас од Македонија, значи под The Voice of Македонија, таму пишува на YouTube од 8 часот навечер ако отворите. Вашиот уредник и водител Драгица Делчевска пак ви посакува добра ноќ и пријатен сон.
Thank you.